Драги мои, здраво! Честит празник Македонија. Ја намерно ја направив оваа емисија после празникот наш, денот на Републиката. Чекав да поминат сите оние убави работи и три работи запомнете, може би на некој начин се некаква позитивна енергија, позитивно предскажување. Ја не сум празноверен па да верувам во некакви знаци и символи, но верувам, знаете како повеќе она кога завршува зимата и кога доаѓа топло ветре, па гледа се појавуваат трепки, кочкичиња и викаш доаѓа пролет. Така некако и со Македонија сега ја доживува. Имено Македонија прослави роден ден. Денот на независноста. Во ред. На роден ден. Што се прави? Се носи подарок. Што и подаривме на Македонија? Еве, да ве прашам. Што и подаривме? Ја не знам. Превише бев окупиран со себе, може би времето некогаш ќе покаже и ќе рече: аха, Јанко, види, ти подари, така натаму. Ама секоја година нешто подаруваме. Оваа година за мене имаше неколку подароци нашава република. Првиот подарок ми од фудбалската репрезентација која со петарда се едно кого победи, но ете, победи со 5-0. Обично такви репрезентации сме знаели и нерешено и да ги извадиме или со минимална разлика, но 5-0 е вака, знаеш, те крева. Океј, први сме на табелата за квалификации за светско. Вау! Ако отидеме на светско, јас ќе правам преноси сам. Знам дека никој не сака, никогаш не ме повикале на ниедно радио, никогаш не ме повикале на ниеден медиум. Све тоа сам сум го туркал. Може би суети, може би ја превише јадам буреки и така натаму. Ја ќе си го направам за свој кеф, па ќе видиме нам како ќе ни иде. Ќе го размислам додека да дојде. Втора работа, вториот подарок на Македонија е археолошкиот музеј. Археолошкиот музеј беше запустен и зафрлен откако дојде 2017 СДСМ на власт. Му го смени името во Археолошки музеј на Северна Македонија, но и тоа не е страшно. Страшно е што поставката се запусте. Целиот музеј беше за никаде. Ја често го посетувам, мене ми значи тој музеј. Има стварно артефакти кои завредуваат да се видат. И има уште една работа која е многу важна, а тоа се начинот на презентација кој може би најсовремен музеј кој сме го имале било кога во историјата. Она што ме болеше многу изминатите години на претходната власт е што многу од работите беа тргнати. Например, монетите. Имаше некое правно објаснување заради некаков конфликт на интереси, што ти ја знам, но sejedno, монетите беа тргнати. Интересно, кога дојде новата власт, нов директор, нов пристап, се возобнови целата постојана изложба, се направи интерактивна, нема да ви кажам зошто е, што е, како е, и честитки до министерот Љутков и до премиерот Мицкоски, кој на отварањето добро разбра што и како значи и во своите говори. Беше тоа преполно и навистина беше голем настан. За време на празникот музејот беше бесплатен, а ја ве поканувам, отидете, посетете го. Тек сега ќе ја видите убавината на оваа земја. Да видите што кога ќе се копне, што крие од убавина, од историја. И тоа е нешто од што не треба да се срамиме, а се срамевме. Дел од нас се сраме. И тоа е вториот прекрасен подарок. И третиот подарок ми е, како и секогаш, Николовски, Коце, Министерството за транспорт и врски, кое е единствено во овој момент, кое растура на сите полиња, кога велам растура,
дава позитивни резултати. Ако претходната власт немаше ништо направено, а немаше, ова министерство за една година направија повеќе од што изминатите 10 години. Вакво темпо на работа. Скоро бе во Охрид, при крајот на август, на сезоната. Можам да ви кажам дека таков мравјалник на автопатот Тетово Гостивар, Кичево Охрид не сум видел. И сега некои ми замеруваат, ми викаат, абе на што тоа личи? 10 километра па отвори. 15 километра па отвори, држи говори, дрндрни јариња. Знаете, во нормална ситуација би се согласил со вас. Во нормална. Кажете ми, што нормално ние и вие видовте изминативе 10 години? Не само 7, 10 години, затоа што кога почна шарената револуција, едноставно тогашниот лидер на власта почна да ги дига сите ручни кочници да не дразни. А овие се што ќе се пипнеше да се работи, да се прави, вриштеа и хистеришеа. Луѓе мои, да ви кажам една работа. За власт, која е сега опозиција, која се што направи у градов, а тоа е отвори у трговски центар автобуска станица и налепи 2-3 мурала, нацрта, графити доле, со дисџокеј, станица која секогаш постојала заради непрактичност, не профункционира. Ја отвори и после некоја година и таа се затвори, затоа што на ЈСП гореа ламелите, затоа што неговите автобуси од 81 година двојни се распаѓаа, не можеа да го поминат тој сектор. Не се. Или, кога претходната власт се фалеше дека го отворила автопатот до грчка граница со оркестар во тунелот. Во тој тунел немаа со четкица за акварел вака поминато нешто. Еден сообраќаен знак немаа ставено, но нивно беше легитимно право, пошто овие не го отворија. Претходната власт, нели, си правеше дилови тогаш лидерот, за да може да го направи тоа што го направи во Гепај, но они си го отворија као свое. Проста маса тоа го купи. Затоа, Александар Николовски, Коце, Христијан Мицкоски имаат потполно право. Ја да сум секој направен километар ќе доаѓам да се сече лента, да се држат говори и да има журки, прослави и така натаму. Затоа што за разлика од нив, во цела Македонија не направија колку што овде се направи за помалку од година дена, а се прават на многу повеќе, нели, се прават кај Кавадарци, се прави на кај експресен пат. Значи, не може, колку и да ги хейтате вие оваа власт и да не ви се допаѓа, резултатите се видливи, се случува, се прави. Градење инфраструктура е иднина на земја. Не е тоа само правна фраза. Како сакаш ти да донесеш инвеститор? Како сакаш да развиеш туризам? Како сакаш ти, ако немаш ни патишта, бе? Ние имавме до сега со Охрид. Знаеш како, има една, ја имам работено у многу маркетинг агенции, меѓу кои во Мекен Ериксон, што значи Кока-Кола, Джонсон & Джонсон, Опел, Жилет и така натаму, и слични големи брендови. Се сеќавам кога ги убедувавме Тиквешка ракија да се рекламира. Они ми вика, луѓе, ние имаме таква продажба без реклама да не ни треба реклама. Точно е. Точно е. Ракијата ви се продава и без реклама, а со реклама ќе се продава уште повеќе. Затоа, ова е третиот подарок. И овие 15 километра, 12, 500 метри нека се.
Секој метар направен на оној автопат кој е запуштен и заради запустеноста на претходната власт, слечиста се случија, мораше нови проекти. Очекуваме сега за последното финале и тунел треба да се направи и така натаму. Големи искушенија ги чекаат. Само знам дека овие се фанатици и нема да се откажат и ќе го направат тој пат. И ја се надевам дека многу брзо, дека до година овдека ќе ви направам емисија со снимка, фул снимка, таймлапс како возам по тој автопат. Фудбалскиот резултат на фудбалската репрезентација, петардата и првото место во групата, возобновување на постојаната поставка во археолошкиот музеј на Македонија и автопатот Кичево-Охрид. Не е направен, ама се повеќе и повеќе се прави. Скоро 30 километри е направен. Тој е повеќе од половина. Ништо не се направи, шајка не се закова. Јас сум многу среќен. Мене ми значи тој пат. Мене ми значи интимно тој Охрид. На страна економија, на страна туризам, на страна значење и сето тоа. Ја лично како мене. И ова се трите подарока за Републиката и се надевам дека се позитивна енергија. Многу инаќе ќе ми речат зошто ги спомнувам толку претходните. Луѓе мои, ја само една работа сакам да ви укажам кога ги спомнувам заслужно или незаслужно претходниците. Ние славиме независност, ние го славиме резултатот од референдумот. Еве ви едно сведоштво од тоа време. Ова е насловна страна на Република од 2015 или 16 година, како и да е. Драги Арсов, потписник на Декларацијата за независност, наследниците на комунизмот, ниту тогаш сакаа, ниту сега сакаат независна Македонија. Јас сум апсолутно согласен. Може би некој не, но тоа не е мој проблем. За жал, Македонија ќе беше друго место да ние бевме потполно посветени на нашата земја. Лека ноќ и пријатно од мене.